Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мя грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Радост ја донесе радоста од сугубиот празник што денеска го слави. Од една страна преполовение Господње, еден од 12 Господови празници, од друга страна заштитникот и духовниот небесен покровител на нашиот град Струга, великомаченикот Георги, кападокиски чудотворец и победоносец. Два големи празници во еден ден. Тој набој на благодатни енергии Божи е секогаш посакуван, но не секогаш е лесно да се износи таа сила во себе си. Преслаби сме никогаш и за радостите што Господ ги истура во нашиот живот, во нашите души. Преполовение е денот кој што го определува половината помеѓу Пасхата Господња и празникот на Светата Педесетница. Народот повеќе го познава како Дуов ден, а точното име на тој празник е Света Троица, името на нашиот Бог. И од ова височина гледан почетокот Светата Пасха Господња, но и крајот кон кој што се движиме од светото пасхално време, времето на Светата Пасха Господња е посебно и независно од редовното литургиско време на Црквата Божја. Се ни станува појасно, сите празници, сите свештени настани од свештената историја на Светата Црква. Но и крајот кон кој што не водат истите, а крајот не е завршеток, туку цел на нашиот живот и постоење, а целта на нашиот живот и постоење е бескрај. Незиниот крај, неговиот крај е во бескрајот Божи. Исто така, денеска го славиме и големиот угодник Божи Свети Георги, кој што е роден во Кападокија, во богато и култивирано духовно и граѓански семејство, со длабока вера во Христа Господа, со голема духовна и интелектуална традиција и пракса. И сето тоа малиот Георги го примил уште од мали нозе во домот на своите родители, ги завршил сите тогаш знаени високи школи и се стекнал со звањето трибун, висок војнички чин и висок чин во тогашната империјална администрација на Стариот Рим. И токму затоа што бил многу образовен, одлично воспитан, во таа смисла и напреден, односно прогресивен, надежен за иднината на грчко-римскиот свет, тогашниот
император Диоклецијан, кој што ни е познат по свирепите прогони на христијаните, посакал тој млад човек да биде покрај него. Нескриено, надевајќи се дека еден ден ќе го заземе неговото место. Но при едно проследување на христијаните, при еден судски процес над христијаните со осуда на истите, светиот великомаченик Георгиј бил сведок на херојското поведение на првите христијани. И нивното поведение силно го потресо, бидејќи самиот бил крстен човек, бил христијан. Маките што ги трпеле неговите браќа и сестри во Христа Господа, Свети Георгиј не можел да ги поднесе без да земе и самиот учество во истите, без да им се придружи на своите браќа и сестри во Христа Господа. А затоа требало јавно да го исповеда Христа Господа во присуство на царот и од него да бара ослободување за христијани. Ова второво било неможно, се разбира, бидејќи Диоклецијан е император кој што се хранел не во буквална смисла на зборот, но суштински со крвта на христијани. И затоа тој надежен млад човек го подложил на истите маки на кои што ги подложил и другите христијани. Но светиот великомаченик Георгиј, имајќи го Бога во срцето свое, не отстапил од својата вера и остана одличен сведок за сите што го гледале неговото мачениство, поради што за време на измачувањата и потоа, откако е убиен, станал и останува за секогаш инспирација за нови и млади христијани во Светата Црква Христова. Роден е во Кападокија, а погребен во Лида, малечко градче во Палестина, света. Тоа градче постои до денеска, неговиот гроб се чува и изобилно мироточи на очиглед од сите поклоници кои што доаѓаат да ја посетат светата земја и најсветиот град Ерусалим, за да се поклонат на гробот Христов, да го примат благословот Христов. Патем ја посетуваат и Лида. Токму тој пат, тоа патување од Струга преку Солун и Цариград до Ерусалим ви го препорачувам на сите. Треба се да направите, да се оспособите и духовно, и финансиски за тоа поклоничко патување до градот на сите градови, до градот на сите градови, однос на сите земски градови, кој што е икона на еден град кој што никогаш не пропаѓа и не заоѓа, градот небесен Ерусалим. Амин. Имен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа од Ионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам,
ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, има нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за еден. Едниот му должеше 500 пенази, а другиот 50. Но бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Само одговори и рече, мислам оној кој му повеќе ми прости. А он ми рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твоето, ти ми вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми обли нозете и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.